Иран и Израел разменуваат нови бранови ракетни напади додека конфликтот влегува во 9-тиот ден без знаци за дипломатско решавање. Иранските медиуми објавија дека израелските воздушни напади погодиле нуклеарен објект во градот Исфахан преку ноќ, активирајќи го системот за воздушна одбрана. Локалните власти велат дека немало истекување на зрачење. Саҳаргоҳ ва бомдод امروز رژیم صهیونیستی حملاتی را به برخی از نقاط در شهرستان‌های لنجان، مبارکه، شهرضا و شهرستان اصفهان داشت. البته صدماتی داشتیم، آسیب‌هایی را به این نقاط داشتیم. از جمله اونها خب 2 نوبت تعرض به سایت هسته‌ای اصفهان را داشتیم. Иран испали нов бран ракети во централен Израел. Портпаролот на пожарникарите изјави дека ирански дрон погодил зграда во северен Израел, предизвикувајќи штета, но нема повредени. אנחנו נמצאים פה בזירה שבה נפל כטב"ם, רואים פה את הפגיעה באחד הרכבים, הבניין שממול ספג פגיעה, לוחמי האש הגיעו במהירות, ביצעו סריקה, ביצעו כיבוי של המבנה, לשמחתנו אין נפגעים במקום. Стотици израелски, но и странски државјани го напуштаат Израел. Kind of feel like guilty leaving your home when everything hard's happening, and it kind of feels like you're abandoning your people. I think that's probably like the hardest part of everything. I would say that it's also really terrifying because that's our home, and we're not used to having to run to shelters and not getting sleep because of all these sirens, and it's just kind of a depressing state of mind to be in. Војната меѓу Израел и Иран избувна на 13 јуни со израелски воздушни напади насочени кон нуклеарни воени објекти, врвни генерали и нуклеарни научници во Иран. Најмалку 657 лица, вклучувајќи 263 цивили, загинаа во Иран, а повеќе од 2000 се ранети. Според извештаите, најмалку 24 лица во Израел загинаа во иранските напади, а стотици се ранети.